чедата на Македонската православна црква, собрани заедно со представници на сите цркви и верски заедници, за да му кажеме да на животот, за да ја возгласиме светоста на семејството, оформено од еден маж и една жена, за да кажеме дека ќе ги браниме нашите најмили, децата, од неприфатливи и наградувачки нови идеологии. Црквата не протестира против личност и не отфрла никого. Нејзиното постоење не е бунт против човек, туку против злото, гревот и смртта во кој за жал пред нашите очи запаѓа светот, порача поглаварот Охридски и македонски господин Стефан на Сенародниот собир против содржината на законите за родова еднаквост и матична евиденција. Жените во Македонија, верувам, не сакаат лажна еднаквост и лажни права и не сакаат да бидат ослободувани од црквата, вели поглаварот. Свесни сме за плановите, намерите и желбите на организации и движења кои до таа мера зајакна во нашето општество што некои од нив навлегува во државните институции, та и закони ни пишуваат. Закони токму како оние два несреќни закона за родова еднаквост и за матична евиденција, кои насила и спротивно на нашата волја не само целат да ја секуларизираат црквата, туку и да ја присилат да зборува и да се изразува со јазикот на некој си светски поредок, кој им е туѓ на словото и на духот на апостолите, на светите отци и на светото Евангелие. Во првите редови заедно со господин Стефан седеа и повеќе владици, католичкиот бискуп Киро Стојанов, како и академик Катица Ќулавкова. Собирот претходно доби поддршка и од Евангелско-методистичката црква, како и од Исламската верска заедница, но представници на ИВЗ не присуствуваа на протестот поради верскиот празник Бајрам. Новиот предлог закон за родова еднаквост се повикува на правата на жените, но суштински се фокусира на правата на трансродовите индивидуи, порача академик Ќулавкова. Оваа приказна во приказна не е наивна. Таа создава конфузија меѓу поимите пол и род, меѓу транссексуална и трансродова ориентација. И во самиот закон за родова еднаквост се мешаат категориите пол и род, поради што законот во принцип не може да биде конзистентен и одржлив. Ставот на црквата против законскиот текст за родова еднаквост и матична евиденција го делат и верниците. После 2000 години од постојање на христијанството им текнало тука на 10 души да прават некои експерименти. Нек си прават дома што сакат. Како што било досега, така ќе продолжи и од сега натаму, без да се мена некои работи. Па род е род, ти си женски род, јас сум машки род. Треба да имаме разлика меѓу нас. Гледам, ви сте сега на работа, па никој не ве спречава јако сте жена. Ги имате сите права што ги имате мажите. Црквата се осврна и на учебниците во образованието кои според нив ќе бидат диктирани од туги центри и туги држави, а во исто време веронауката и црковните предмети со години се потценети.